Ниту отварање на граничниот премин Маркова нога, ниту железничко поврзување на Дојранскиот регион со Солун, додека во Македонија граѓаните се во хаос со северните документи, грците мува не ги лази што ништо не исполниле од Преспанскиот договор. Грција досега требаше да ги испорачи и ратификува трите меморандуми кои што биле дел од договорот со Македонија. Страните ќе настојуваат да ги подобрат и модернизираат постоечките гранични премини како што тоа го бара протокот на сообраќај, а исто така ќе градат и нови гранични премини со цел да се поттикне туристичката и трговската размена меѓу нив. Грците немаат ништо направено од тоа што ветеле откако удрија парав на Преспанскиот договор. Пред 5 години се најавуваше дека граничниот премин Маркова нога ќе биде отворен најдоцна до крајот на 2023, но ништо од тоа. Ова ветување го дадоа поранишните премиери на Грција и Македонија, Ципрас и Заев. Повеќе од половина век, жителите на Преспа чекаат да се дигне старата рампа за да заживее туризмот и во овој регион, но попусто. Грците вети и железничко поврзување на Дојран со Дојрани, но ништо и од тоа. Македонското стопанство трпи, но за овие 5 години никој од власта не го покрена ова прашање, ниту им побара на грците да го испорачаат она што ветиле во насока на подобрување на економската соработка. Таблите в зони на влезот на Грција, како и надписите Фиром или Скопје, наместо новото име на Македонија со географската одредница, се уште се непоместени, ама за пасошите експресно пристигна грчкото охе пред 2 недели, а ти напорача дека не само што нема да попушти околу роковите за имплементирање на Преспанскиот договор, туку и ќе инсистира нивно доследно почитување. Како за пасошите со додавката Северна, така и со регистарските таблички со додавката НМК. За разлика од нив, нашите власти одамна брусеа шахти и надписи од време на античката историја, формираа комисии, менува учебници, а сега како јаготка на шлагот е хаосот со личните документи за кои граѓаните ќе плаќаат казни, доколку не им се со новото име на државата.